Учење во духот на детските права со цел охрабрување на учениците да ги користат истите во училиштето беше тема на денешната креативна работилница на која символично беа презентирани детските права во Основното општинско училиште Илинден Крива Паланка. Активноста се реализираше по повод 20 ноември, Светскиот ден на права на детето, а учествуваа ученици од 7 и 2 одделение. Директорот на училиштето Марица Николовска истакна дека како воспитно-образовна институција на овој начин се вклучени во одбележувањето на Светскиот ден на права на детето. Знаеме дека децата, она за кое што се стремат и тие, и ние повозрастните, да израснат во едни прекрасни личности кои што ќе бидат носители на сите идни активности во нашата земја. Во училиштето Светскиот ден на детето беше одбележан со една креативна работилница во која што беа вклучени ученици од 7 и 2 одделение. Преку пораките кои што ги упатија, едноставно покажа дека тие се оние кои што ќе бараат и ќе се трудат да ги добијат сите права за кои што нели целата заедница и сите во државата и во светот сакаат децата да имаат права како што и заслужуваат. Учејќи ги децата за нивните права, ги подготвуваме за нивната идна улога во општеството, добро информирани и активни граѓани во демократската заедница, истакна одделенскиот наставник Добри Јовевски. Децата треба да ги знаат детските права, но подеднакво е важно тие да ги практикуваат и да ги почитуваат во средината во која што се наоѓаат. Поради тоа, ние наставниците, но секако и сите образовни институции, мора да обрнеме поголемо внимание за поучување на детските права во училиштето. На работилницата повозрастните учениците од 7 одделение како пир едукатори им ги посочија правата и обврските како деца на сите учесници во работилницата. Овие другарчиња ги кажаа своите права и направивме мрежа од конвенција на детските права. Светскиот ден на детето се одбележува на годишнината од Конвенцијата за права на детето, која укажува дека сите деца имаат права што произлегуваат од оваа конвенција без оглед на тоа кои се, каде живеат, што работат нивните родители, дали се сиромашни или богати, на кој јазик зборуваат и на која религија или култура и припаѓаат, дали имаат некоја попреченост и слично.